Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме палачинки од суфле со круши. Во овој рецепт е одлично тоа што повеќето состојки веќе ги имате во кујната. Ви требаат само неколку убави круши, но ако не можете да најдете круши, можете да ги замените со некое друго овошје. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 300 грама брашно, 3 јајца, 500 мл млеко, 2 кафени лажички шеќер во прав, 20 грама квасец, едно пакување ванилин шеќер, 3 круши, 100 грама шеќер, една кафена лажичка мелен цимет и сол. Време е за сечкање. Прво ќе ги подготвиме крушите. Одсечете ги горниот и долниот крај, пресечете ги на 8 парчиња и извадете ги семките. Ставете го шеќерот во загреана тава, сипете вода и оставете да се создаде шербет. Потоа во сладката смеса од шеќерот ставете го путерот, а по него и една кафена лажичка цимет. Измешајте и ќе видите како бојата се менува пред вашите очи. Ставете ги крушите во сосот и измешајте за шербетот да ги прекрие крушите. Оставете ги крушите неколку минути додека да омекнат и да го впијат сиот шербет. Ставете ги крушите во делимано тавата за рерна. Време е да ја направиме смесата за суфле. Измешајте ги сите суви состојки заедно во длабока чинија и потоа ставете ги јајцата. Убаво промешајте. Потоа ставете го и млекото и продолжете да мешате. Мешајте додека да добиете мазна смеса. Не плашете се од малку вежбање. Прелите ги крушите во тавата за рерна со смесата и спремни сме за печење. По 20 минути печење на температура од 200 степени извадете ги од рерна и спремни сме за сервирање. Време е за сервирање. Земете крупно парче суфле и ставете го на чинија. Попрскајте со шеќер во прав, малку цимет, малку чоколаден или карамел сос и гранче нане. Овој десерт би изгледал како да припаѓа и во врвен ресторан, иако го послужи вашата баба. Се прави за само неколку минути. Понекогаш едноставно сакаме нешто сладко и овој рецепт ќе им донесе уживање на присутните без многу напор. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!